Големо е задоволството што денеска, заедно со председателот на владата Оливер Спасовски, имаме можност да видиме како напредува градбата на новата градинка тука во Драчево. Познавајќи ги спецификите на општина Кисела Вода, познавајќи ги барањата на нејзините жители со кои комуницираме секојдневно, беше јасна потребата од постоење на уште еден ваков капацитет, кој ќе одговори на потребите на граѓаните на Драчево, но ќе ги растерети останатите градинки од овој дел на градот. Согласно проектот, изработен од општина Кисела Вода, новата градинка се постира на површина од 600 квадратни метри, со поделена катност од подрум, приземје и еден кат. Капацитетот на градинката за згрижување од вкупно 125 деца, од кои 95 на возраст од 2 до 6 години, а 30 до 2 годишна возраст. Затоа дозволете да упатам својата благодарност до владата на Република Северна Македонија за целокупната поддршка во изминатите 3 години. Имено ќе подсетам дека покрај овој проект со поддршка на владата во Драчево беше направена училишната сала во основното училиште Рајко Жинзивов, како и за слободно можеме да кажеме новиот дом за култура, чии врати многу скоро ќе бидат отворени и ставени во служба на жителите на населбата Драчево. Сакам да се заблагодарам и на Министерството за труд и социјална политика, значи проект за подобрување на социјалните услуги, финансиран преку Светската банка, општина Кисела Вода аплицираше и беше овозможена изградбата на вакво здание. Воедно сакам да потенцирам дека ние, како локална самоуправа, ќе работиме на подобрување на условите во сите други градинки кои се на нашата територија. Заеднички ќе овозможиме подобри услови за жителите на Кисела Вода и ќе докажеме дека дадениот збор за нас значи. За крај посакувам што побрзо нормализирање на ситуацијата со пандемијата со коронавирусот и побрзо враќање на целокупниот живот во нормалата. Благодарам.